Оние која ќе се кае и ќе жали, или она која ќе биде мирна и спокојна и радосна на идниот свет. Бидејќи ние лека полека чекориме кон ахирет, одиме кон ахирет. Од првиот момент кога сме дојдени на оваа дуња, ние сме поблиску до ахирет отколку на дуња. Вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем во хадис сахих, вика ла јадхул ахадукумул џенне, и тоа хадис Бухари. Вика секој од вас кој ќе влезе во џеннет, урие меканеху фин-нар. Секој од вас кој ќе влезе во џеннет, Аллах ќе му го покаже место кое му било припремено во џехеннем. Ти одиш во џеннет, се сместуваш во џеннет. Аллах азza ва џелле ти го покажува место во џехеннем ин есае, ако би си правил лоши дела. И тога човекот уште повеќе ќе ужива во џеннет и ќе биде благодарен на Аллах. Бидејќи кој ќе види негово место во џехеннем, што го чека? Што би го чекало ако прави лоши дела? И тогаш уште повеќе здаде шукран, уште повеќе ќе биде благодарен на Аллах. А кога жители на џехеннем ќе влезат во џехеннем и Аллах азza ва џелле урие меканеху фил џенне, Аллах на тој што е жител во џехеннем ќе му го покаже место во џеннет и ќе види човеку. Ако правеше добри дела, ако го искористеше овој дуњалук во правилна смисла, она те чекаше. وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ حَسْرَةً. И тогаш покрај казната во џехеннем и страдањето, уште повеќе ќе се зголеми неговата болка и мака кога ќе види што го очекувало кога би правил добри дела. Значи секој од нас моментално имаме ние место во џеннет, имаме секој човек Аллах азza ва џелле му припремил место во џеннет и место во џехеннем. Па ако правиш добри дела, ти го земаш место во џеннет, а Аллах да ти ја зголеми благодата во џеннет ти покажува види го место во џехеннем, ако би си правил грешни дела, каде ќе би си бил?